Добро вечер и добре дојдовте во уште едно издание, предпоследно за работнава недела на за или против и вечерва интервју. А темата е една од најсуштинските во државата. Зошто една од најсуштинските? Бидејќи Македонија е земјоделска држава, држава во која во било чив двор или во било чија на било чија тераса, буквално во саксија да посадите нешто, би можело да никне согласно природните богатства кои ги имаме и предусловите да можеме да произведуваме пред се да произведуваме храна, да живееме од тоа, а и да извезуваме, а потоа и да заработиме како држава. Нешто кое што не беше научна фантастика пред неколку години, меѓутоа сега кога одите на пазар и кога луксуз ви се чини килограм домати, ви е јасно дека работата некако отишла предалеку во негативна конотација, односно во негативен правец. И сега клучното прашање е дали, односно како ќе може новата влада, според сите проценки, нова влада по 8 мај да го врати во живот македонското земјоделство. И веќе ви е сигурно јасно кој е вечерва мој соговорник, тоа е дополнителниот заменик министер за земјоделство, шумарство и водостопанство Цветан Трипуновски. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, благодарам на поканата и поздрав до сите гледачи. Господине Трипуновски, пред се сте политичар, се разбира, и поактуелна е политичкава амбиентална приказна во државава, па ќе почнеме пред се со политика неколку прашања, потоа и она кое најмногу ги интересира македонците, особено оние кои непосредно живеат, се занимаваат, произведуваат земјоделски продукти. Ајде прво политичкиот дел. Оно што мене лично како новинар ми е симптоматично, што 2 дена поред, неделата и понеделникот, прво Пендаровски, кандидатот за председател на СДСМ, а потоа и Ковачевски следниот ден во понеделникот, повторија во јавен настап, повторија една фраза која што прилично беше идентична двата дена, а тоа е дека тие имаат поголем коалициски капацитет, односно се малтене убедени, самоуверени дека за нив ќе се одлучат евентуалните партнери од албанската заедница, односно политичките партии по 8 мај. И она кое прво ми паѓа на ум е дали ова практично е најава или пак признание дека СДСМ пред се, а потоа и Пендаровски се подготвени да им ги задоволат сите услови на евентуалниот партнер од албанската заедница, па дури и распродажба на оние интереси кои досега не се згмечени или сме имале среќа да ги заштитиме благодарение на реакции на универзитетски професори, на ВМРО ДПМН, на медиумите и така натаму и така натаму. Да. Дали тоа е признание дека се ќе дадат за да бидат партнер? СДСМ е веќе им е повеќе од јасно дека доаѓа крајот на нивното владење, тоа го говорат сите анкети и сите оние погубни политики кои што ги практицираа изминативе 7 години. И сега во таква една панична ситуација, обидувајќи се да се дограбат до глас плюс, што би значило за нив евентуална победа, што е тоа тотално невозможно, се обидуваат да соберат се што можат да соберат, да дадат што е можно повеќе ветување до оние коалициони партнери кои што сакаат да ги соберат, се со цел надевајќи се дека ќе успеат да имаат некој поповолен резултат. Она што нив воедно ги паничи, односно крева паника во нивните редови, е тоа дека народот веќе му е премногу од манипулации, од злоупотреби, од распродавање на државата, од дерогирање на целиот систем како држава. И мислам дека повеќе од јасно име дека доаѓа крајот на нивното владење, односно она погубно и ресипничко владење како политичка партија на власт. Да, и веројатно тука гледаат надежта како фаќање за сламка, нели кога давеник се обидува да се спаси, да ги привлечат или да им најават на евентуалните коалициони партнери од албанскиот блок дека ние сме тука и се ќе прифатиме, што е многу опасно сценарио. Многу опасно е, се сложувам апсолутно, и тоа практично беше показател во изминативе години дека државата одиде во сосем погрешен правец, не во тој правец кој што требаше да биде заштитник на интересите на народот, на системот како држава, него се отиде во еден погрешен криминоген начин на делување на целото општество во Република Македонија. Втор пат сте во рамки на техничката влада, односно на позицијата на која што сте и овој пат. Што различно во смисла на понегативна или позитивна конотација затекнавте сега кога дојдовте? Видовме според настапите на еве вашиот колега Стефан Андоновски, кој што е пак во ресорот информатичко општество и администрација, какви малверзации се правеле, почнувајќи од злоупотреба на балансерот, па антидатирање за
распишувањето на изборите, датите за вработување на нови лица, што е кривично дело и така натаму и така натаму. Предпоставувам дека не е далеко од различна, но ова е предпоставка, вие ќе ми кажете. Каква е сликата во министерството каде што сте? Искра за подсетување, ние како политичка партија уште пред да се формира техничката влада, баравме окинување на техничката влада, затоа што сметаме дека е непотребно како ситуација, како законска обврска. И тоа практично еве се покажи сега со формирањето на техничка влада. Јас точно сум повтор пат во улогата на технички министер во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и не гледам битна разлика, битно подобрување во тоа што значи треба да се функционира согласно замислата на таа техничка влада. Денеска ги имаме истите проблеми. Отсуство на двоен подпис, заобиколување на моето присуство во Министерството, пристапот до документите, значи сите оние работи кои што ми се согласно закон за влада, односно техничка влада, сега не постојат. Сакате да кажете дека не се подпишувате на клучни одлуки, ви прескокнува министерот Николовски? Па да, еве сега во моментов има една постапка за анексирање на договорите за земјоделско земјиште кои што се однесуваат во Република Македонија кон земјоделците. Се води постапка до седница на влада. Јас никаде не учествувам во изготвување на документи, подпишување и така натака, едноставно се заобиколува моето присуство и ова е уште еден показател дека навистина оваа техничка влада го губи смисолот како таква. Само сме дополнителен терет на буџетот на државата, а нема никаков ефект. Јас се обидувам во рамки на министерството да превенирам многу злоупотреби. Можам да се пофалам дека за некој од нив и сум успеал, затоа што со мојата амбициозност и со моето цврсто залагање да стопираме одредени постапки, меѓутоа некако Како успевавте во тоа со оглед на тоа дека просто сака да ве прескокнат, односно Николовски не сака? Видете, со алармирање на јавноста, со информирање на земјоделците што во суштина планираат да се направи во овие 100 дена, се успеа да се премостат овој изборен период. Тука би ги спомнал делот на концесиите за ловишта. Власта сакаше во сред изборен процес да подели ловишта широм Република Македонија, што е класично злоупотреба на моментот во кој што се наоѓаме. Тука успеав да го преместиме периодот после изборите. Исто така имаше една постапка за земјоделско земјиште, со алармирање кон земјоделците, со кажување кој е планот на власта да направи злоупотреба во овој тежок и осетлив период, го стопиравме процесот, односно да застане. Меѓутоа, суштината на функционирањето треба да знаат граѓаните дека дополнителниот заменик министер во Министерството, кај што сум јас и останатите колеги, имаат исто ниво на делување, односно треба да бидат заеднички во сите акти кои што ги носи Министерството, во смисла на спроведување и тековна работа на самото Министерство. Морам да потенцирам дека тоа не се случува во овој момент. Ако отворите веб страната на Министерството за земјоделство, практично ќе видите дека нема ниту едно соопштение или било каква реакција. Да, во сите 12 страни кои беа на располагање, нели, следна, 12 вкупно, нема ништо освен неколку реакции на ваши изјави, односно ваши детектирање на проблеми, ќе ги дискутираме одделно и тие. Да. Никаква информација за активноста на Цветан Трипуновски, па и на заменичката која што е негова на Николовски. Така, да, и може да кажам слободно дека дел од вработените се уште во Грч под насоките на министерот Николовски. Практично едно смешно решение кое што го има донесено министерот, тоа е да без негов подпис се забрани влез во самото министерство. Замислете владата која што ја сруши оградата на владата за да биде отворена институцијата према граѓаните, нели има една парола отворено општество и отворени институции према граѓаните. Министерот во фаза на формирање на техничка влада носи решение со кое што забранува влез во министерството без одобрение лично од него. Што е апсолутно... Чекајте, ова е сериозно. Без негов подпис не може да влезе човек во министерството? Па да, искра, ако сакате вие да дојдете во министерство, мора да ве најавиме, да има едно барање кое што ќе биде одобрено од кабинетот на министерот Николовски, за да може да влезете во самото министерство. Звучи страшно. Па страшно и не ама тоа европски, и не демократски. Тоа е, предпоставувам дека момент на страф, на паника, на така некаква нервоза која што се чувствува во нивните редови, затоа што знаат дека судијата на крајот од надпреворот ќе свиди крај за нивното владење, ми тоа ќе го издржиме и овој период, не е толку страшно. Покрај сите манипулации кои што ги направи изминатите 7 години, ова е можеби најмалата, ми тоа страшно делува за сите оние странки кои што сакаат да дојдат во мојот кабинет и мораме да имаме процедура како да влегуваме во седиште на нас, а не во Министерство за земјоделство, кој што практично треба секојдневно да биде во комуникација со земјоделците. Апсолутно, Да. значи стравот од тоа какви реакции ќе добие од граѓаните, единствено тоа би можело да се заклучи, го носи Така. ова, ги споменавте вработените. Тие велите се во Грч, но тоа значи дека го
чувствувате нивното незадоволство, а се уште тактизираат, внимаваат со оглед на стилот на однесување на министерството? Видете, во Министерството има многу квалитетен кадар, вреден, кој што си ја знае работата, кој што со години, децении е во тоа Министерство. Меѓутоа, некако директивата која што доаѓа од вториот кат, тоа е од кабинетот на министерот, е да не се даваат информации. Најголем дел од патоците кои што јас ги барам се одговараат со реченицата заради потреба од дополнително време ќе ви одговориме надвор од рокот. Еве, скоро 2 месеци се поминати од како што е формирана техничката влада. Најголем дел од дописите кои што се суштински не се одговорени од секторите кои што практично се луѓе блиски до Например, еве суштински споделете. На пример од секторот за рурален развој. Јас таму имав и низа на пресконференции за една злоупотреба на буџетски средства. Суштината на документите кои што ги бараме да бидат доставени не се доставуваат. Исто така можеме да кажеме од секторот за финансиски прашања, каде што практично е контролата на она што е планирано, да видиме реализацијата. И таму се уште не се одговарат. Еве 2 месеци. Замислете, во сектор финансиски сите податоци се водат во електронска форма, во Excel табели, со еден клик може да извадите по години што сакате. Само ова е показател дека навистина нема искрен однос, односно има блокада на некои од вработените да не даваат податоци, бидејќи знаете, криењето на податоци е само момент дека признавате дека она што сме го зборували изминативе 7 години, а тоа е злоупотреба на средства, луксус на државен трошок, само се потврдува. Меѓутоа јас сум убеден дека ќе информираме јавноста после 8 мај, кога ќе бидат ослободени сите вработени од стегите на овие политички структури кои што сега се во заменување, и ќе информираме за сите оние злодела и злоупотреби на буџетски средства и она неработење практично на актуелниот министер и сите претходници кои што биле во тоа министерство. Да. Знам дека нашите гледачи чекаат да слушнат парцијално делови од програмата на ВМРО ДПМН на тема земјоделството, но сакам уште малку на тема проблемските прашања во министерството, имено за да бидеме до крај објективни. Допрев, односно го разгледав убаво заклучоците барем од извештајот за 2023 на Државниот завод за ревизија, кога станува збор за Министерството за земјоделство, па една од забелишките е вели: Министерството нема воспоставени контроли за избегнување на двојно финансирање на државна помош за иста намена и надминување на максималниот износ на помош поради отсуство на евиденција на доделена државна помош. Каква ситуација затекнавте? Ова е за 2023? Да. Токму така, ова е само еден од наодите кој што го има конечниот извештај на Државниот завод за ревизија. Во наредниот период ќе информира јавноста за многу големи наоди кои што ги има. Оно вие што го нотирате вечерова е тоа за јас во изминатиот период држев неколку пресконференции да запознам јавноста, да алармирам за злоупотребата на буџетските средства во рамки на министерството. Зошто велам злоупотребата? Да, објаснете ни. Во рамки на државното управување постојат неколку институции кои што се креатори и реализатори на сите буџетски средства, и тоа е по примерот на правото на Европската унија. Тоа значи дека министерството како министерство е креатор на програми, годишни програми, уредби, а реализатор на овие програми и овие уредби кои што се како постоечки критериум е платежната агенција која што постои. Значи платежната агенција е таа што врши објавување на програмите, избор на кандидати, исплата на средства, контрола на терен дали е исплатено и така натака. Ова што е во извештајот нотирано, согласно она што јас го презентирав на јавноста, е тоа да министерот си има направено посебни програми кои што се директно под финансирање на буџет. Меѓутоа тие програми, тие средства и таа намена која што се дели постојат веќе во програмата за рурален развој, каде што во минатото се делеле преку платежната агенција. Значи министерот се формира трочерна комисија, си носи програма на пример за неживотинско потекло. Таа тричерна комисија, која што исто така е блиска до кабинетот на министерот, објавува повик, се аплицираат земјоделци, се делат средства по висина на грант од 10.000 евра, не се прави контрола на терен дали тие средства се наменети системски, дали се навистина инвестирани. Едноставно на принципот прв дојден, прв услужен, се даваат... И знаеме како се злоупотребуваат. И сега видите, кој ќе кажете дека имате единствен критериум прв дојден, прв услужен, одма ви се запалува црвената сјаличка дека тука има момент на злоупотреба. Односно, некој во архивата може да ги подредува апликациите како што одговара на некој кој што сака да подели. Практично ова што го има направено министерот и се подели негде над 2,5 милиони евра. 2022-2023 година по неколку основи на програми е класично за обиколување на системот и упат. Се поставува прашањето зошто министерот носи посебни програми,
формира посебна комисија, кога има цело министерство, има посебна институција која што работи практично Каде реализација. веќе се предвидени трошењето на овие пари. Точно, и каде што има систем на исплата, контрола и така натака, сепак тоа се буџетски средства, меѓутоа повеќе од ясно е, тука јас објавив и неколку имиња кои што вака луѓе блиски до власта си биле корисници на овие средства. Тука морам да потенцирам дека ВМРО ДПМН не е против финансирањето на земјоделците за ваква намена, меѓутоа ние сме против начинот на кој што се дели. Не, и тоа е и кривично дело. И кривично дело, и понатака ова ќе има сериозна разврска зошто се дозволило ваков упад во систем кој што е воспоставен. Што значи сериозна разврска? Разврска значи навистина контрола каде се поделени средствата, дали таа комисија согласно оние документи кои се уште ги немаме добиено од секторот, кој што, замислете, тој сектор го води човек кој што беше до вчерашен председател на партиската комисија на СДСМ. И зарем смета дека партиски човек во министерството, близок соработник на Николовски, ќе работи согласно закони, ќе биде објективен и нема да има субјективизам во делењето на средствата. Меѓутоа по ослободување на институцијата ќе имаме еден сериозен опфат, односно сериозна истрага како и зошто се делеле средствата на овој начин, без при тоа да бидат загрижени земјоделците кои што навистина инвестирале од средствата кои што ги добиле. Тука нема да има никаква опасност, меѓутоа овој класичен упад ќе застане. Ние во минатото, тоест во иднина ќе продолжиме да финансираме вакви ситуации, меѓутоа на еден легален и транспарентен начин, се со цел да има ефект. И сега вака се поставува прашањето, министерот се обидува да не нападне дека еве ние сме против ова. Јас лично, бидејќи бега од дебата, не можеме да се сретнеме на медиумите, би го запрашал да ми каже кој е ефектот од распределбата на тие 2,5 милиони евра. Именно. Дали имаме зголемено производство, дали имаме посигурен пласман. Зашто повеќе... се тие 2,5? Најголем дел од средствата се делат за семејните винари, оние мали винари. И тука јас велам дека нема ефект затоа што на последниот повик од 2023 година, замисли искра кога ние почнавме да го размотуваме клопчето на оваа замрсена ситуација со распределба на средства, министерот имаше подпишано негде 88 договори за финансирање на вакви средства. Кога ние почнавме да се информираме, лично јас, зашто точно се работи, како се делени тие средства, министерот негде 27-8 корисници кои што веќе подпишале, интервентно ги повика во министерството и им понуди спогодба да се откажат од средствата. Тоа значи дека она што ние веќе го имаме како сериозен сомнеж дека се злоупотребени, признава и некако ретерира затоа што знае дека ќе дојде одговорноста. Да. И таа спогодба значи дека се откажуваат од потпишаниот договор и дека нема да бараат средства, односно нема да го тужат министерството посод на претходен потпишан договор. Или според една друга популарна изрека, фатени со рацете во медот. Да, значи ова една програмата е за мали семени винари, друга програма е за од неживотинско потекло, тука имаме мали преработувачи и продавачи од прак и така натака. Се тоа убаво како замисле, ние сме го имали во минатото, меѓутоа некако моментот на реализација е многу така нефер и криминоген, можам слободно да кажам, и затоа велам дека ќе има разврска, што е поентата на еден министер во министерството, односно целата влада да биде заштитник на буџетските средства и она што се планира како мерки да биде во една транспарентна, да бидат сите учесници кои што сакале да добијат средства. Ние имаме ситуации каде што сега некој корисник заради тоа што немал некаков линк до власта, не добил средства, а некој кој што бил привилегиран и живее на 6 спрат во Карпош 4, е привилегиран да добие средства за мала семејна винарија, а не и некој лозар од Тиквешкиот регион. Има многу отворени прашања, така да тоа верувајте дека ќе има сериозна одговорност и расветување на сите овие. Да, неколку пати го повторивте тоа, дека по ослободувањето на институциите, разврска и така натаму, и факт е дека луѓето се надеваат, посебно оние засегнатите кои еве не успеале да добијат, а требале и да имаат право, односно имале право рамноправно да учествуваат. Зошто да ви веруваат граѓаните дека ќе работите поинаку од она што сега е од ваша страна критика за Николовски и актуелното раководство? Зошто да ви веруваат дека ќе биде онака како што треба да биде, транспарентно, фер и за сите под еднаква можност? Искра, јас се занимавам со политика повеќе од 20 години. Кога ме смени од позицијата на директор на Државниот земјоделски инспекторат, правива неколку контроли. Јас не се лутам на моментот на проверка. Меѓутоа тие проверки заврши и немаше никаква отстапка. Сега изминативе 7 години неколку пати во сека од годините алармиравме за злоупотреба на средства. Секаде кога одам по теренските посети и разговори со земјоделци, го нотирам моментот дека за мене не е само
промена на името на министерот при промена на власта, не е промена на името на премиерот при промена на власта. Промената на власта значи проверка како се работело во изминатиот период. Ова го велиме и не сакам да биде како закана према актуелната власт, него согласно индициите кои што ги имаме за многу злоупотреби, буџетски средства, за обиколување на закони, неравноправна распределба на земјишта и така натака, ќе го провериме до детали. Вие само за подсетување да знаете дека во министерството имаше хакирање на софтверот, Да, така беше. каде што многу од патоците не постојат веќе. Некако случајно, неколку месеци после тоа се поплави архивата во министерството во подрумските простори. Постапки при тоа за тоа нема истраги и така Да, натаму. и таму се изгубија многу од суштинските документи и некако нема ниту истрага, ниту одговорност, ниту расветлување на случајот зошто како некој да биде одговорен за таа ситуација. Мито тоа се прави само да се сокријат дел од суштинските документи. Она што ВМРО ДПМН го има, еве и јас лично, кога го разговарам со земјоделците, е дека имаме многу документи кои што ни се доставени од страна на честни граѓани, свиркачи кои што ни упатуваат за одреден криминал и затоа велам промената на власта значи и одговорност. Проверка како се работело. Сериозна влада треба да биде заштитник на државните средства, треба да бидат креирани мерки кои што ќе имаат ефект, а не да се богатат некои лични сметки на некои луѓе кои што се блиски на власта. Велам, зашто велам злоупотреба на буџетски средства? Добро. Како пример во акционерското друштво АД водостопанство во државна собственост, замислете дека се поделени негде околу 500.000 евра на име на адвокатски услуги. Една од адвокатската канцеларија која што има искористено половина од овие средства е генерален секретар на партијата која што е сега на власт. На кој начин, по кои критериуми, на кој начин, по кој критериум е избран токму генералниот секретар да биде корисник на преку 200.000 евра народни пари за некакви услуги кои што никој не знае што и како е завршено. Ова е само мал дел, сегмент на она што значи злоупотреба на системот и на државните ресурси. Затоа велам дека по промената на власта ќе има и одговорност. Нема да биде класичен реваншизам, меѓутоа мора да биде правдата задоволена. Да не биде фиктивно како еден бројчаник што вртеше, него треба да биде реално и одговорно. Знаете како, да немате дилема дека ќе бидете обвинети за реваншизам и така натаму, тоа е нешто кое што ќе биде очекувана и е очекувана реторика, меѓутоа не смееме како граѓани, како држава и како институции да дозволиме на база на да избегаме од ваквите обвинувања неказнивоста да царува. Имено заради неказнивоста ни се случува криминалот и корупцијата, дури се тоа што го зборувате е страшно. Темелите на државата, еден од темелите е правдата и правдината. Законот подеднакво да важи за сите. Ние искрено сега има момент каде што во делови од Македонија, Западна Македонија, во делот на исплата на субвенции и контрола на терен со години не е влезено таму. Ние не знаеме на колкав број на сточен фонд се исплаќа субвенции, дали тие реално постојат. Ние не знаеме колку пчелни семејства во наводници постојат во Западна Македонија, а се исплаќаат сериозна сума на пари. А затоа во Источна Македонија имате контрола на контрола. Ме разбирате, законите за едните важат, а за другите не важат. Тука имаме двојни аршини. Тоа што дополнително го иритира македонскиот земјоделец и затоа паѓа и земјоделското производство. Не е само пласманот проблем, не е само субвенциите. Неправдата е во прашање. Овде би го потврдил ова што го зборувате од медиумска страна гледано, бидејќи секогаш извештаите за протести на земјоделци од различен тип, значи без разлика тутунопроизводители, оризопроизводители и така натаму, значи се се тоа луѓе од Источна Македонија. Никогаш не сме виделе протест за волја на вистината. Ова е факт, не е дека не е. Ова е реалност. Ја не сакам да ме сватат гледачите дека јас сум против одредена структура во државата. Јас во минатото и сега и во иднина никогаш не сум ги делел земјоделците ниту по партиска, ниту по верска. Значи мотиката не знае за партија и за вера, таму треба да се работи, треба да се произведе, меѓутоа се лутам и нема да дозволам двојни аршини на ниво на нашата држава. Законите треба да важат од Гевгелија до Струга или од Желино до Охрид. Значи нема тука простор за манипулација. Сега имаме двојни аршини. Зошто тоа се прави? Затоа што оваа политичка гарнитура која што е на власт, само да остане ден повеќе на власт и да ги задржи фотелите, ќе даде и е спремна се да дозволи, односно да се дерогира и системот, да се злоупотребуваат и средства и да едноставно немаме развој на државата. Јасно е како бел ден како стои ова власт благодарение на политиките кои ги тира изминатите 7 години. Констатациите се неизбежни и моравме да прочепкаме во делот работите кои сте ги детектирале сепак од позиција на функционер во рамки на министерството, и она што сакам да го слушам од вас во вториот дел е
конкретната програма, онаа која ја најавивте, за враќање во живот на македонското земјоделство, враќање на земјиштата во рацете на земјоделците, но за тоа правиме многу куса пауза за реклами и одиме конкретно со програмските чекори односно програмската понуда во оваа област од страна на ВМРО ДПМН. Бидете тука. Добре дојдовте назад, вечерва во за или против, според мен, едно од најсуштествените проблеми или болни точки на македонскиот опстанок или развој и унапредување, тоа е македонското земјоделство. Зошто едно од најболните, бидејќи ако се сложувате, верувам дека се сложувате, пред само околу 10 години не беше проблем да си купиме убави македонски домати на пазар за по цена од околу 15-30 денари максимум за килограм, додека сега цената е 130, а не се ниту македонско производство. Ги увезуваме нешто на кое што не сме навикнати како народ, како држава, бидејќи знаеме дека нашето производство, односно од нашиот производство на зеленчук, овошје и така натаму на храна би можели да се прехраниме и сериозно да живееме како држава. За оние кои сега се вклучуваат, гостин во за или против вечерва е дополнителниот заменик министер во Министерството за земјоделство Цветан Трипуновски. Господине Трипуновски, ми се чини вчера последно реагиравте на тема хидросистемот Злетовица, стопанисувањето со водите и така натаму. Конкретно рековте, она што е последен ваш став во вашето обраќање во јавноста е дека вие сте тие кои како поранешна влада го ставивте дел од проектот во прва фаза, значи хидросистемот, подготвен и во овие 7 години претходно не се реализираше ништо. Што е планот? Ајде, во конкретно водостопанството. Водостопанството е една од битните сегменти во земјоделското производство, покрај другите. Знаете, Македонија располага со квалитетна почва, преку 300 сончеви денови во годината и вода која како ресурс ја имаме и тоа лошо се менаџира. Токму така, ја вчера во текот на мојата работна посета на општина Пробишти и Пикочени направив посета и на хидросистемот Злетовица. Она што сакам да го уште еднаш потенцирам, тој хидросистем, односно првата фаза за мислата и изработката е направена во времето кога ВМРО ДПМН беше на власт. Ние во тоа време како коалиција и се уште еден од министрите Љупчо Димовски, кој што е наш коалиционен партнер, беше министер во тоа време. Значи неговата најголема заложба и реализација на овој проект е токму во тие години. Се она што е симптоматично и она што велиме дека се лошо менаџира со водата како ресурс. Замислете, во тоа време се изработи втората фаза, односно проект за втората фаза, кој што има намена да се полеат негде околу 3500 хектари кои што се во тој регион. Изготвена е проектна документација, ревизија, обезбедени се од тоа време, пак е повторам од тогашниот министер Димовски, грант за да се финансира изработката на проектот и тука застанува работата затоа што од 2016-17 еве изминативе 7 години не е помрднато со еден прст. За нас како политичка партија, како идна влада која што ќе бидеме носители на власта во Република Македонија, на приоритетите го ставаме водостопанството. Џабе ќе зборуваме ние за производство, пласмани и така натака, бидејќи во овие климатски промени мораме да имаме навремено вода до секоја земјоделска површина. Како што човекот не може да живее без вода? Така, затоа што водата е од една страна значи и квантитет во производство, од друга страна значи и квалитет. Значи во нашата програмски активности во делот на водостопанството ќе биде во приоритетите, тоа значи дека ќе рестартираме 10 годишната програма и во тој дел се одвојуваат, ќе бидат одвоени околу 20 милиони евра годишно, односно 80 милиони евра за 4 годишен мандат. Овие пари ќе бидат наменети за она што значи ставање повторно во функција на сите системи кои што изминативе 7 години се тотално уништени. Мислам дека повеќе од јасно власта која што е во заминување, една шајка нема закована во системите за одржување на системите за наводнување, ниту на санација на браните и така натака. Овие 20 милиони евра ќе бидат само за враќање на системите во нормална за да може да има вода до секоја земјоделска површина. Дополнително со дополнителни средства ќе бидат инвестициите, односно продолжени стратешките инвестиции како што е втората и трета фаза на браната хидросистем Злетовица, втората фаза на браната Коенско, кој исто така е чедо на ВМРО ДПМН од проектирање, од дозвола за градба и така натака, за да биде во
велелепно и помпезно се Добро, отвори. таму фалеа уште трубите како од тунелот кој што го изгради ВМРО-ДПМН кај Демир Капија, овдека немаше труби, не знам зошто. Меѓутоа таа брана која што сега првата фаза изградена не е во функција, значи треба да се изгради втората фаза која што значи цевковод и дисперзија на вода до секоја земјоделска површина, така да со овој сегмент во наредниот 4-годишен мандат и ставање во приоритет на водостопанството, сакаме да обезбедиме вода до секоја земјоделска површина. Тоа ќе биде наш приоритет, имаме план, имаме визија, а не како до сега ова расипничко трошење, затоа што, пак ја повторам, климатските промени си го прават своето, ние мораме да обезбедиме навремено поливање на земјоделските Дали овие површини. 80 милиони евра за 4 годишен мандат на тема рестартирање, реобнова и пуштање практично во работен процес на водоснабдувачкиот систем, се во рамките на овие 800 милиони евра кои ги најавивте, добро? Да, овие за се... земјоделство, пари за изградба на откупно дистрибутивни центри, субвенции за грантови. Да, овие 800 милиони евра се поделени за 4 годишен мандат. Тоа значи дека во рамки на една буџетска година ќе одвоиме околу 200 милиони евра. Тие 200 милиони евра се поделени на 20 милиони евра за делот на водостопанство, зборам враќање на системите во нормала, не зборам за капиталните инвестиции. 100 милиони евра имаме директна поддршка, класично кажаните субвенции кои што треба да продолжат, и тука морам да потенцирам дека има зголемување на одредени култури кои што се во фаза на исчезнување, и останатите 80 милиони евра ќе бидат во делот на инвестиции и модернизација на македонското земјоделство. Значи така е распределено, но така ќе биде поделбата на овие близу 200 милиони евра на годишно ниво, и тоа со сериозен план и во делот на водостопанството, и во делот на модернизацијата, и во делот на субвенциите ќе има сериозен инпут да ја враќаме Македонија да биде повторно земјоделска држава. Ние денеска го губиме епитетот дека сме земјоделска држава, тоа го говорат и сите бројки. Практично трговскиот дефицит е за минатата година негде околу 436 милиони евра, што е сериозен раст на трговскиот дефицит, и затоа со овие средства, со еден план и со многу подмерки кои што е во интерес на времето, не можеме вечерва да ги кажеме, и тоа во овие денови кои што доаѓаат како фаза на кампања ќе бидат објаснети кон сите земјоделци во некои наредни медиумски настапи. Конкретно ќе образложиме што планираме и во делот на водостопанството, во делот на земјишната политика, во делот на субвенциите. Моделот на субвенционирање ќе биде променет, не како што е овој сега, кој што е многу бирократски, многу отежнет, многу кратење на субвенциите. Ајде да видиме кратко да ни откриете за моделов за субвенционирање. Чисто што значи многу улеснет и многу по... Сега овој кој што е една функција модел, значи дека имаме двојно финансирање, односно имаме авансна исплата од 30%. Тука е малце смешна ситуацијата, само во Македонија имате авансна исплата за претходна година, и имате дополнителна субвенција од 70% која што треба земјоделците дополнително да ја пријават. Тоа значи многу губење време, многу дефокус на земјоделците, меѓутоа од друга страна значи кратење. Зошто велам кратење? Затоа што оваа 70% дополнителна субвенција е врзана со предаден производ во откупен или преработувачки капацитет. Ако видиме дека изминативе години најголем проблем на земјоделците беше пласманот на земјоделските производи, тоа значи дека многу од земјоделците нема да ги добијат овие 70%. Да скратам, овој модел ќе биде поништен и ќе имаме еден нов модел кој што ќе значи олесната бирократија, зголемени субвенции и навремена исплата на истите. Ето така, тоа е нешто што и не е толку научно фантастично и би требало да биде лесно спровидливо, не заради нешто друго, туку заради фактот што сме сведочеле на едно такво време кога беа работите по едноставни, по тековни и не беа, нели, Апсолутно. да. Значи овие директни плаќања, субвенции ќе бидат момент за да го продолжиме земјоделското производство, меѓутоа нашиот фокус во наредниот 4-годишен мандат ќе биде инвестициите во земјоделското производство. Да бидеме искрени, овие субвенции кои што се делат со години и се потрошени огромна сума на средства, гледаме дека денеска не го решаваат проблемот со македонското земјоделство. И затоа нашата програмска активност во наредниот 4-годишен мандат ќе биде во делот на инвестициите. Ние мораме да го модернизираме земјоделското производство. Да модернизираме, односно да обновиме водоснабдителни системи, да ставиме земјоделско земјиште на вистинските земјоделци да биде на располагање, инвестиции во механизација, во преработувачки капацитети и така натака. Вие денеска ако погледнете, македонскиот земјоделец работи со механизација која што стара преку 40-50 години. Ама не престана да повторуваат актуелната власт и министерот во ресорот каде што сте и вие сега дека апсолутно направиле се
за да македонскиот земјоделец Не се сложувам. се модернизира, да. За нивниот 7-годишен мандат имаат поделено еве на еден од последните повици кој што е пред 2 или 3 години, точно сега не ме држете за збор, каде што има преку 3500 апликанти за механизација, односно трактори. Добро. Добитни се негде околу 650. Се уште не е извршена исплатата кон овие 650, а овие преостанатите 2500, скоро 3000 апликанти не ни знаат дека се одбиени затоа што сега е вака нели политички моментов, па не сакат негативни поени. Да имате 3500 апликанти, да поделите само на 10-15% корисници е тотален колапс. За некој во ово тешко време да сака да работи земјоделство, една од најтешките професии, која што од друга страна е најблагородна, да ги одбиете по основно немање пари, а да одвоите пари, не знам, половина милион евра за набавка на возила во водостопанство, половина милион евра за набавка на возила во македонски шуми, е тотално недомакинско работење. Затоа велам, нашиот фокус ќе биде модернизација на македонското земјоделство. Ги споменавте шумите, има и еден орган кој е практично под капата на Министерството, тоа е Државниот инспекторат за шумарство и ловство, ми се чини. Каква е неговата надлежност, еве конкретно, за да го коригира и спречи ваквото трошење на пари, да речеме, во македонски шуми, непродуктивно, би рекла? Или тој инспекторат за шумарство и ловство практично треба да биде коректив на работењето на АД, односно на македонски шуми, во делот на реализација и така натака. Меѓутоа тој инспекторат сега постои само на хартија, има таму директор, има неколку инспектори кои што практично се невидливи или едноставно се не ја спроведуваат работата како што треба. Јас побарав извештај од оваа институција да видам што е правено контрола врз македонски шуми, бидејќи таму имаме сериозен проблем во моментов. Луѓето немаат плата да земат, еве сега за некој ден нема да имаат ни здравствено ни пензиско осигурување. Гледаме дека менеджерскиот тим си дава приоритет на луксус, на возила и така натака. Приватните складови се полни со дрвна маса, а македонски шуми кој што е основана да обезбеди дрва кои што имаат загарантирана цена со одлука на влада, не може да обезбедат дрвна маса. Замислете, извештаите кои што ги добив искра се во 2 реда. Направена контрола на тој и тој и констатирано дека нема неправилност. А неправилност имате вака воочливи од страна еден безброј такви неправилности. Тоа значи дека таа институција не си работи работата за која што е формирана, поставена и воспоставена како систем. Она што значи зајакнување на капацитети административни и така натака, значи ставање на ваквите функции во институции во функција. Ние не можеме националното богатство шумите да го ставиме на 2 инспектори кои што едноставно не делуваат на терен или некој директор кој што е политички поставен, го интересира возилото службено, картицата службена и платата, а не и работата кон овој сегмент. Така да во цела една глобала во делот на шумарството сериозна една реформа, тоа значи реформа на македонски шуми, да биде воспоставена како институција која што ќе ги работи своите активности согласно за мислата и вработувањата, домакинско работење пред се, често работење, во делот на контролата и на овој инспекторат и на сите други инспекторати треба да биде во смисла на контрола и следливост на активностите. Практично затоа се вика инспекторат за да следи одредена ситуација, меѓутоа еве гледаме дека изминатиот период тоа е една какафонија внатре, повеќе личен интерес, помалку работа искрена и спроведување на законите. Звучите самоуверен и сталожен, иако предизвиците со кои ќе се соочите, па и ви на микрониво на тема она што го опфаќа Министерството или вашата позиција, бидејќи предпоставувам ќе бидете еден министер за земјоделство, како и да е, ќе имате многу работа, што теоретски, што со конкретните институционални реформски процеси, што на терен и така натаму, така што предизвиците за вас се можеби од ваш аспект можеби многу пострашно изгледаат отколку страшни се предизвиците. Сега од внатре во институцијата гледаме со што ќе се наследиме и тоа мене она што ме охрабрува е тоа дека имаме сериозен план, капацитет, честност и искрен пристап. Некои работи ќе се решаваат на брз рок, некои на среден, некои на подлог. Проблемите се огромни, тоа мораме да бидеме свесни за тоа. Меѓутоа оваа финансиска структура која што сме направиле практично ќе значи враќање во нормала. Искрено ние денеска кај македонските земјоделци чувствуваме недоверба во институциите. Како сами на себе да се оставени. Министерството, владата, инспекторати, агенции и така натака зборам во ресорот на земјоделство кои што треба да бидат заштитник на трудот на земјоделецот, не се случува.
овие институции кои што треба да бидат креатор на мерки и закони кои што ќе бидат во функција на земјоделците и сите чинители во секторот, исто така не се случува. И затоа земјоделците некако стихино сами се снаоѓаат како знаат и умеат. Нема вода, се бушат бунари, се снаоѓаат пумпи и така натака. Нема земјоделско земјиште, се зема под кирија и така натака. Значи, она што значи сериозна работа, наш фокус, ставање ред во земјоделското земјиште, кај вистинските земјоделци, инвестиции во водостопанството, навремени субвенции, она што значи календар на исплата на субвенции, сериозна инвестиција, односно модернизација на македонското земјоделство. И ова кој ќе оставите во една рамка која што ќе ја правите заедно со земјоделците и со сите чинители во секторот, мислам дека и сум повеќе од убеден дека ќе има успех. Македонија мора да враќаме да биде земјоделска држава. Наредната борба во светот ќе биде за храна и за вода. Нема да биде за било што. Ние од ваква геостратешка положба, со вакви ресурси, А можевме да живееме само од извоз на кумпири во некои земи каде што тоа искра е да се молиме и да се радуваме на 2 шлепера пченица од соседна Србија, да јадеме албански градинарски производи, да јадеме граф од Киргизстан, лук од Турција, да не ги редам другите производи, е навистина жално. Ама тоа е резултат затоа што сега изминативе 7 години имаше приоритет луксус, крадење, повеќе нули на жиросметките, а не и инвестиции во земјоделството. А што значи враќање на земјите кај вистинските земјишта, кај вистинските земјоделци? Во погрешни раце беа, ги користеа за нешто друго, трето, за некакви, не знам. Па не знам од кај да почнам, ама од последнава ситуација, практично од посетата во Пробиштип, таму 300 хектари квалитетно земјоделско земјиште се пренаменува и веќе се работи на поставување на фотоволтаици. Оваа власт гледаме дека даде сериозен фокус на тој момент и ние не сме против фотоволтаиците како извор на електрична енергија, ама не по цена на плодното земјиште. Токму така, исто така е пример во Свети Николе, преку 400 хектари квалитетно систем за наводнување на тоа земјиште се пренаменува, односно ќе се поставува фотоволтаици. Нашиот концепт е ревизија на сето распределено земјоделско земјиште изминативе 7 години, затоа што имаме луѓе кои што се блиски до власта, имаат земено огромни површини на земјоделско земјиште кои што не се работи. Да не именуваме една фирма која што... Да, тоа ќе ми беше следното прашање, како? Не, па слободно именувајте. Па еве видете, има една фирма која што користи огромни површини земјоделско земјиште и во Демиркапи и во Свети Николе, значи збориме за илјадници хектари кои што не се обработува, дури се дава во подзакуп. Претпоставувам дека се користат и субвенции за истото земјиште, а локалното население кое што сака да земе земјиште и да екзистира земјоделецот и неговото семејство не може да дојде. Значи таа ревизија ќе значи сите неправилности на коригирање, ставање на огласи на земјоделското земјиште, распределба, враќање на 60 бода на локалното население да има приоритет. Да не може да дојде некој од Скопје да му земе земјиште на некој во Свети Николи, едноставно локалното население да не може да биде корисник на тоа земјиште. Значи таа ревизија ќе значи коригирање сите неправилности кои што сме ги имале изминативе 7 години. Тоа е нашиот приоритет затоа што тоа е еден, како што спомнав, и од битните ресурси во овој земјоделско производство. Што ќе им кажете на, како за крај, последно прашање да ја заокружиме, да го заокружиме вечерашно во интервју, односно, зашто најмногу ви се обраќаат земјоделците, бидејќи сте постојано на терен, и што вие во оваа прилика сега од ово студио ќе им порачате? Она што го слушам секаде низ Република Македонија, во секое село практично е дел од проблемите со субвенциите, немање инвестиции, проблеми со наводнувањето, земјишната политика е проблематична. Кажува дека се оставени во канџите на трговците, го јадат нивниот труд, се зема производот за многу подрентабилната цена, се продава по маркетите многу поскапо, тоа го гледаат, нивниот ќар едноставно го јаде некој друг. И тоа се проблеми каде што на секој дел од Македонија се исти, само луѓето кои што ми кажуваат се различни, а проблемите генерално се исти. Она што јас сакам да го упатам како порака до сите земјоделци кои што ќе следат оваа емисија, и она што го кажувам и практично на теренските посети, е дека доаѓаат подобри времења за македонското земјоделство, дека ние како една власт сме покажали и во минатото дека сме партија и власт која што сериозно земјоделството го зема во фокус. Ќе наследиме тешки проблеми, да, меѓутоа имаме сериозен план, капацитет за да полека го враќаме во нормала. Едноставно да инвестираме и во македонските села, да не се селуваат младите луѓе, сериозни проекти и мерки поготово за младите земјоделци. Она што значи инвестиции во модернизација на земјоделско производство, она што значи
сигурен пласман на македонските производи. Значи таа сигурност и таа недоверба која што ја има сега од страна на земјоделците, полека ќе ја враќаме назад. Ние сме луѓе кои што сме покажани во минатото како сериозни луѓе, кои што честно ја работеле секоја претходна позиција и така и ќе продолжиме. Свесни за некои можеби ситни грешки во чекори кои што ќе бидат коригирани, меѓутоа она што значи враќање на македонското земјоделство и ставање на македонското земјоделство во еден од носечките столбови на нашата економија. Мислам дека на секој па и малку свесен граѓанин во оваа држава му е јасно дека овие избори се од референдумско значење за Македонија, бидејќи ќе нема по се изгледа втора шанса за Македонија ако овој пат се киксне народски речено, а богами и за вас како најперспективна партија која ќе предводи власта после 8 мај. Темата за младите земјоделци заслужува посебна емисија, па така што во рамки на кампањата ве очекуваме повтор. Да, ве благодарам уште еднаш. Цветан Трипуновски, вечерва во За или против. Почитувани се, надевам дека успеавме барем во некој 50-50 од 100% да одговориме и да начнеме клучни теми во рамки на програмската понуда, она кое што нас ни е повеќе од важно како граѓани, многу повеќе отколку онаа негативна кампања на која сме навикнати изминатите предизборни циклуси. Уште еднаш ви благодарам за вниманието и за довербата. Гледајте Алфа, гледајте За или против.